Грижата за луѓето не е популизам, тоа е суштината на јавната служба. Кога се грижиме за старите, кога ги поддржуваме ранливите и создаваме услови секој да живее достоинствено. Тогаш градиме Скопје што не е поделено по класи или можности, туку обединето околу човечност. Истакна Орце Ѓорѓиевски, кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН и коалицијата за идниот развој на Скопје. Визијата на Ѓорѓиевски за Скопје е дека тоа треба да биде град кој им припаѓа на сите, дека не смее да биде град на нееднаквост, град кој својот развој го базира врз човечноста како темел на секоја вистинска модернизација. Ѓорѓиевски посочи дека на највозрастните граѓани им е потребно внимание, достоинство и пред се сигурност. Оттаму неговата програма предвидува сеопфатен пакет мерки за подобрување на квалитетот на животот во третата доба. Тој најави проширување на услугата паметна картичка што ќе им овозможи на пензионерите со ниски примања да користат услуги на градските јавни предпријатија и установи. Бесплатно или со значителни попусти како посети на музеи, библиотеки, кина, зоолошка градина, жичница и слично. За социјално загрозените семејства и поединци вети директна финансиска поддршка. Обезбедување хуманитарни пакети, развој на програми за психосоцијална поддршка и советувалишта, како и вклучување во образовни и преквалификацијски програми со цел поголема економска независност. Кандидатот за градоначалник на главниот град од ВМРО-ДПМН уште еднаш најави помош за бездомните лица преку отворање прифатни центри со 24 часовна грижа, обезбедување основни животни услови како храна, облека и медицинска помош, како и развој на програми за интеграција во заедницата. Актуелниот градоначалник на општина Центар Горан Герасимовски сподели дека ја исчистиле депонијата под Кале. Не дозволуваме центарци да се гушат во смет. Заедно со нашите тимови, со хигиеничарите, со сите вработени, денеска спроведовме голема акција за чистење на оваа депонија кај полигонот под Кале, истакна Герасимовски во својата објава на социјалните мрежи. Тој посочи дека деноноќно се на терен во сите населби. Изнајмивме и дополнителна механизација за целиот смет што се прелева на улиците и на одредени депонии, да биде одстрането од наша страна. Ја подигнуваме хигиената на што повисоко ниво, нагласи првиот човек на Центар и кандидат за уште еден мандат. Градоначалникот на општина Бутел и кандидат за уште еден мандат Дарко Костовски сподели дека за 4 години се доделени 10 милиони денари на семејства од социјален ризик. Изминатите години доделив 10 милиони денари на социјално загрозени семејства и лица со нарушено здравје. Еднаков пристап кон сите граѓани, подадов рака на сите мои сограѓани. Граѓаните во мене и општина Бутел имаат партнер кој во секое време е нивна поддршка, порача Костовски. Заедно ја градиме општина Бутел и заедно си помагаме. Нашата грижа е постојана и таа ги опфаќа сите, истакна првиот човек на Бутел. Нова населба за млади ќе никне во скопската општина Ѓорче Петров. Истата ќе се простира на површина од 80.000 метри квадратни на државно земјиште. Овој проект го најави актуелниот градоначалник на Ѓорче Петров и кандидат за уште еден мандат Александар Стојковски. Поддршка за младите брачни парови во Ѓорче Петров со ослободување од плаќање на комуналии за градба до 100 метри квадратни на куќи. Реални мерки за нашата иднина, порача актуелниот градоначалник на Ѓорче Петров. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 19-годишник осомничен за продолжено кривично дело тешка кражба и кривично дело одземање на моторно возило. Осомничениот, како што информира јавното обвинителство, за помалку од 20 дена, односно од 22 септември до 9 октомври оваа година, извршил 4 тешки кражби на велосипеди и електрични тротинети во центарот на Скопје, со што прибавил вкупна противправна имотна корист од околу 170.000 денари. При кражбите користел сила за да ги скрши сигурносните сајли со кои биле обезбедени превозните средства за да ги одземе. На 28 септември осомничениот противправно одзел туѓо моторно возило, мопед, вреден 60.000 денари со намера да го употреби за возење. Имајќи ги предвид сите околности, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот, бидејќи тоа е единствен начин да се обезбеди неговото присуство во понатамошната кривична постапка, се наведува во соопштението. Што ми расу тесни,
вечно.